Благословие на трите надпревари кои што ги одигра Еврофан Перистер во групната фаза на Лига Европа беше подобар во првото отколку во второто полувреме. Веројатно тоа е нормално, со оглед на тоа што недостасува ритм, со оглед на тоа што короната беше присутна во скоро комплетниот ростер и како се одминуваат надпреварите и интензитетот станува посилен, треба ли да очекуваме Еврофан Перистер да биде 60 минути подготвен на исто ниво? Да, треба да се очекува Еврофарм да игра добро во текот на цел надпревар. Првиот надпревар исто така ни се случи тој пех. Паднавме во вториот дел. Како што кажавте, недостаток на надпревари не чини, еве веќе можем да кажам и два бода. Против Шафхаузен истото ни се повтори, имавме тука, излеговме од карантин, повеќе од 80% од екипата беше во карантин. Тука се виде таа слабост дека после карантин тешко се игра. Во Левен исто изигравме добро полувреме, меѓутоа повторно паднавме. Се надевам сега и убеден сум дека во Словенија ќе дадеме максимум во текот на цел надпревар. Ако мора да извоиш една карактеристика на Тримо Требње која што го краси тимот, што би било тоа? Тримо Требње е на комплетна, компактна екипа. Брзината и брзиот против напад ги красат. Играат многу брзо, исто како скандинавски ракомет, како ГОК и спремивме тактика за нивната брза игра. Се надевам дека ќе вроди со плод и дека ќе ги онеспособиме во тој против напад што го имат.